Со триумфален речник дел од поранешните амбасадори прогласија победа за македонската дипломатија по денешните случувања во европските институции околу предлог извештајот за Македонија. Други пак со оценка дека претходно наметнатите услови се главната причина за недоразбирањето. Според поранешниот амбасадор во САД Зоран Јолевски, реалноста е на македонска страна, а пораката е јасна. Реформите не смеат да запрат. Како дипломат претпоставам дека тие сакаат во овој период да направат дополнителни консултации. Меѓутоа, она што е значено е да ние како држава и како регион продолжиме со реформите, биќе на крајот на кришата реформите што ги правиме пред се за нашите граѓани и да нашата економија што побрзо се приближи и стане конкурентна со европската економија. Реалноста е на наша страна. Ние живееме во 21 век, да негира некој идентитет на одредена нација е несвојствено. Екс-амбасадорот во САД Нано Ружин е на став дека извештајот набрзо ќе биде усвоен и од него ќе произлезат многу елементи. Одложувањето и новиот датум за гласање на предлогот е само мала епизода, вели тој. Во суштината на играта е, како што знаеме, сепак проблемот околу внесувањето на бугарското малцинство во уставот на нашата држава, и тоа останува главен влог на ова недоразбирање. Како втор фактор би земал чинот што премиерот самиот истрче и се пофали непотребно со многу прецизни податоци за извештајот кој што уште не беше усвоен, што кај бугарската страна најдена одредена љубомора, да кажам. Поранешниот амбасадор во Бразил Ивица Боцевски препознава голема победа на македонската дипломатија затоа што Европа има на увид каков е бугарскиот став за Македонија. Без разлика како ќе биде финалето на целата оваа епизода, јасно е дека македонска дипломатија извојува една огромна победа во една огромна битка, која што се однесува токму на прашањето да се излезе на виделина кој е бугарскиот став. Сега целата европска јавност може да суди, може да гледа дека единствено нешто што е спорно е токму самото постоење на македонскиот јазик, македонскиот идентитет, самото постоење на македонската нација. Значи, на една нација во 2025 година и се спори правото на постоење. И тоа ни помалку ни повеќе туку од една земја членка на Европската унија. Новиот датум за усвојување на предлог извештајот за Македонија е за точно 20 дена, на 24 јуни.